вечер од Вашингтон. Ова е Newsflash ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Американскиот председател Барак Обама вчера во Москва со рускиот колега Дмитрий Медведев постигна согласно за намалување на нуклеарните арсенали. Денес пак тој допре до рускиот народ со порака за нова ера во руско-американските односи. Обама го започна вториот ден од посетата на Москва со средбата со рускиот премиер и поранешен председател Владимир Путин, кого многу аналитичари го сметаат за најмоќен човек во земјата. Зборовите беа срдечни, тонот беше одмерен. Може би не се согласуваме за се, но мислам дека може да постои тон на заемно почитување и консултација што корист ќе има и американскиот и рускиот народ. Неколку часа подоцна Обама му се обрати директно на рускиот народ и во говорот во Московското ново економско училиште изјави како САД сега гледаат на некогашниот соперник од студената војна. Веднаш да појаснам, Америка сака силна, мирољубива и просперитетна Русија. Ово убедување е вкоренето во нашата почит кон рускиот народ и историјата што ја споделуваме, а која го надминува соперништвото. Предпоставката од студената војна дека САД и Русија може да обстојуваат само како противници кои се надпреваруваат за сфери на влијание е погрешна, рече Обама. Но председателот предочи дека во потрагата по заедничка основа нема да отстапи од принципите како почитувањето на човековите права, например. Дипломатски го спомена статусот на Грузија и Украина, две поранешни советски републики кои обвинуваат Москва за мешање во внатрешните работи. Председателот Обама подоцна ќе се сретне со први лица од руската бизнис заедница, како и со членови на политичката опозиција. Во продолжение на Newsflash, посредникот на Обединетите нации во преговорите околу името Метју Нимиц денес на македонскиот државен врв во Скопје му предложил одредени измени на последниот предлог во врска со името даден во октомври минатата година. Од Скопје Сонја Трајковска. Нимиц во Скопје сепак дојде со предлог. На пресконференцијата по средбите со македонското раководство медијаторот не обелодени детали од како што ги нарече измените на последниот предлог од октомври минатата година, повикувајќи се на тоа дека ниту тој предлог не е објавен во јавноста. Направив измени во октомврискиот предлог и владата треба да го разгледа целиот пакет со измените. За ова разговаравме детално и треба сериозно да размислат за тоа. Истото се однесува и на Атина. Нимиц добил од македонската влада уверување дека измените ќе бидат детално и сериозно разгледани, а тие ќе бидат презентирани на грчката страна при утрешната посета на Атина. Оценувајќи ги преговорите како комплексни, медијаторот уште рече дека нивна крајна цел е достоинствено решение што ќе им одговара на двете страни и ќе го зачува идентитетот на земјата, а воедно ќе се реши едно тешко прашање во регионот. Примерно зборуваме за името на земјата. Никогаш не сум слушнал кој било официјален грчки представник да негира дека оваа земја и луѓе имаат единствен идентитет и единствен јазик. Овде доаѓам од 1994 и преговорите ги водам веќе 15 години. Знам дека оваа земја има идентитет, има јазик и мислам дека никој во светот не го доведува тоа во прашање. Постојат некои прашања во врска со ова, но не и прашањето дека постои јазик или националност. Затоа луѓето треба да се чувствуваат удобно, бидејќи зборуваме за референцата за името, а не и за идентитетот. Нимиц, како што рече, не сака да поставува рокови за евентуално решение на спорот. За мене 31 декември е само уште еден ден, вели тој. Сепак е оптимист дека тоа може да се случи, бидејќи денешните средби во Скопје ги оцени како конструктивни. Семејството, пријателите и обожавателите на Мајкл Джексон денес во Лос Анџелес се збогуваат со кралот на поп музиката. Семејството најпрвен ќе одржи приватна церемонија на гробиштата во Холивуд, каде се погребани бројни славни личности. Дом на подоснежната јавна комеморација е спортската арена Стейплс во центарот на Лос Анџелес. На лотаријата преку интернет за добивање на речиси 9000 бесплатни влезници за комеморацијата се пријавиле дури 1,6 милиони обожаватели. Оние кои не добија ќе може да ја
преследат церемонијата од надвор на големи платна, инаку пренесувана во живо на десетици ТВ мрежи и интернет, како и во 50 на киносали широм САД. Джексон и по смртта го следат невообичаени приказни. Локалните власти велат дека напливот на обожаватели на комеморацијата би можел да донесе $4 милиони, што би помогнале во тешката економска ситуација во која се наоѓа Лос Анџелес. Прекумерната употреба на лекарства е можната причина за смртта на поп звездата Майкл Джексон. Доколку обдукцијата тоа и го потврди, Джексон ќе стане само една од многуте жртви на предозираност со лекови во САД. По смртта на Майкл Джексон, едно прашање останува неодговорено. Дали почина од преголема доза на лекови? Нутриционистката на Джексон, Шерилин Ли, вели дека на неколку пати го одбила кога побарал силен седатив и му рекла дека лекот Диприван има опасни контраиндикации. Проблеми со централниот нервен систем, губење на помнењето, па дури и смрт. Му реков не треба ова да го правиш, а тој одговори дека лекарот му кажал дека е безбедно, дека лекот делува брзо и е безбеден. Многумина познати личности, како актерот Хит Леджер, рок-н-рол звездата Елвис Присли, станаа жртви на седативи, стимулативни средства и лекови против болка. Доктор Вилсон Комптон раководи со одел во Националниот институт за злоупотреба на дрога. Коментира дека зависноста од лекови во САД е особено честа меѓу тинејџерите. Превисока доза на лек што може да се добие на рецепта била копна за 19-годишниот Джейсон Сурк. Неговата мајка Линда вели дека Джейсон криел дека е зависен од лекови. Бев во шок. Не знаев, ниту се сомневав дека злоупотребува лекови. Доктор Комптон наведува дека проблемот е толку распространет меѓу американците што добил размери на епидемија. Лековите не ги земаат директно од лекар, туку најчесто од роднини или пријатели на кои им биле препишани. Доктор Џорџ Колондер од катедрата за медицина на Универзитетот Џорџтаун вели дека сепак лекарите треба да сносат одговорност. Проблемот е што не постои тест за компетентност на лекарите кои препишуваат такви лекови. Се што треба да направат е да платат одредена давачка и со тоа добиваат дозвола од Агенцијата за лекови за издавање на рецепти. Стручњаците даваат едноставен совет. Чувајте ги лековите на рецепта на сигурно, за да не дојде до нивна злоупотреба. Ова беше Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски од студиото во Вашингтон. Со вас беше Ведран Андоновски. Посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.